Добро вечер, браќа и сестри. Ете, за тие кои што не знаат, моето име е Тони Барбутов. Сум од Моноспитово, но живеам во Струмица и служам од две цркви како и Горан, во Моноспитово и во Струмица веќе 32 години, така да не ме прашувате колку години сум, значи. Така да, наистина се радувам што можам денеска да бидам тука во Тиквишијата, така да кажам, крај кој што е познат по виното, по грозјето, а ние од Струмици се останаме познати по чушките и френките. Нема да ви го земеме приматот на тоа. Благодарствен ден. Видете, има во човечката историја убави денови. Само лошо е ако тие денови ги практикуваме само еднаш во годината. Например, мене денот Прочка, кој што имаме ние кај нас, е многу убав ден. Но ако чекаме само еднаш во годината да се измириме со нашите ближни, тогаш залудно е. И обично знаете кои се помируваат? Обично тие кои не се скарале. Отиди кај оној вистинскиот. Во еврејскиот народ го има денот Јом Кипур, исто денот на помирување. Еве, во Америка имат ден на благодарноста. Евреите исто така имат ден на првите плодови. Кај нас испаѓа ден на последните плодови. Но ние искажуваме благодарност за она што Бог нам ни го дава. И сега ако ме прашувате дали е лесно секогаш да се биде благодарен. Еден мој колега секогаш ја почнувал службата за Бога со благодарност. И во еден момент таму се случило да помине некој торнадо во кое што многу куќи биле уништени. Били уништени куќи и на многу браќа и сестри, и многу луѓе од црквата се прашувале: ајде да видиме како пасторот ќе ја почне службата денеска. Дали повторно ќе благодари? Дошол денот, излегува пасторот и сите гледат и слушат. И слушајте што кажа. Ти благодарам Боже што секој ден не е како вчерашниот ден. Замислите. Значи, оној кој што сака да биде благодарен, ќе најде доволно причина да благодари за се. Не секогаш е лесно. Но апостолот Павле, пишувајќи на Македонската црква во Солон, вели: молете постојано, благодарете за се. Можеме да поминеме во тешки моменти, да бидеме во тешки ситуации, но тој вели: јас нема да те оставам и нема да те напуштам. Јас ќе се обидам оваа вечер, мене ми е поуште потешко да кажам оваа вечер, затоа што 26 години немам службено вечер. За 3 погледи кон благодарноста. И тоа преку еден псалм, кој што е доста познат, краток е, но сакам само првите 7 стиха да ги прочитам. Ако имате свети писма, Псалмот 95, првите 7 стиха. Словото Божје вели вака: дојдете да му запееме на Господа, да му воскликнуваме на тврдината на својот Спасител, да застанеме пред Него, пред Неговото лице со благодарности, да му воскликнуваме со песни, зашто величествен е Господ, нашиот Бог, велик цар над сите богови. Во Неговите раце се земските длабочини, Негови се планинските височини, Негово е морето, тој го создаде, и копното што го направија Неговите раце. Дојдете да му се поклониме и да паднеме, да му се поклониме на Бога нашиот Создател, зашто тој е наш Бог, а ние народ на Неговото пасиште, овци што тој ги чува. Пред да преминам на оно што јас тука го имам запишено, тука ако погледнете има некои активни глаголи. Дојдете, запејте му, поклонете се, барајте го Господа, благословувајте го Господа, благодарете му на Господа. Видете, животот христијански е акција. Човек кој што верува во Бог не може да биде пасивен. Тој секогаш ќе најде нешто да работи, да му служи на Бог, без разлика каква и да е ситуацијата. Се зборува за еден човек кој што напишал една многу убава книга и од таа книга заработувал многу пари.
Книгата станала продавана во милионски тираж. И на една пресконференција, како сега што сте, тој говорел за книгата и неколку новинари сакале да се пошегуваат со него. Тие пресметале и му рекале: Господине, вашата книга која што ја напишавте, буквално е пресметана дека за секој збор добивате по $100. И извадил еден од новинарите $100 и му рекол: еве $100 и кажете го најубавиот збор од вашата книга. Сваќајќи дека сака да го стават во стапица, тој човек отишол, ги зел $100, си ги ставил во джеб и им рекол: благодарам. Толку едноставно. Благодарете му на Господа. Со поглед нагоре нека бидеме благодарни, зашто тој е Бог наш, а ние сме негови синови и керки. Пазете, не сме синови на нашите земни татковци само, туку сите оние кои што поверуваа, сите оние кои што го примија, Господ Исус Христос им даде шанса да се наречат синови и керки Божи. Знаете, ако сме синови и керки, што сме? Ние сме законски наследници. На што? На нешто што Бог го припрема. Царството небесно. Со поглед надвор живееме ние во нашата земја Македонија, каде што имам, мислиме дека нема луѓе во потреба. Има многу луѓе во потреба. И треба да се потрудиме колку можеме да помогнеме. Со поглед внатре да погледнеме во себе си. Ние живееме во време кога треба да бидеме благодарни. Но како да се биде благодарност кога се околу нас што го гледаме што се случува. Не можеме очите да ги затвориме. Но знаете што ќе ви кажам? И вие ги гледате и читате исти информации. Војни. Беснеат. Нема веќе далека војна. Пред некој ден со еден мој пријател разговаравме и ако погледате каде е Украина, тука е Македонија, тука е Израел. Ние сме некако на средина. Јас знам што значи војна. Бидејќи јас со мојата сопруга и 3 деца студирахме во Хрватска кога Хрватска беше во војна. 2 години. Фронтот беше само на 600 метра од нас. 2 години слушавме секој вечер пукање. Доживеевме на 2-3 пати бомбардирање. Нешто страшно. Бидејќи слушате како лета, не знаете каде ќе удри. Куршумот е нешто друго. Може и да ве погоди и да преживеете. Но гранатата е нешто страшно. Да му благодариме на Бог за мирот кој што го имаме. Да му благодариме на Бог за мирното место кој што тука го имаме. Знаеме што се случува во Газа. Вчера гледав како едноставно огромен број христијани, палестинци, кои што се молат заштитни во една црква. Но и таму не е сигурно. Сведоци сме дека пред можеби 2-3 недели една стара црква православна од 3 век беше збришена од лицето на земјата. Да не зборуваме за џамии, да не зборуваме за болници. Едноставно во тие такви ситуации колку човек може да биде благодарен. Но во тие моменти, знаете што ќе ви кажам, Бог се објавува. Сабајде прочитав дека синоќа, но можеби некој друг го добил тој податок. Повеќе од 200 души, муслимани, мажи и жени, млади и стари, сонуват исти сон во кој што Господ Исус Христос ги повикува. Сите исти сон. И сите одлучуваат по цена на своите животи да станат христијани. Раки и сестри, тоа што ние мислиме дека е привилегија, фала му на Бога што сме родени во земја која што еве во Европа имавме привилегија да го слушнеме евангелието. Апостолот Павле доби визија, еден македонец го моли: дојди во Македонија. Дојди во Македонија и проповедај ни го евангелието. Дојде човекот, проповедаше. Македонија едноставно од тука се расшири евангелието. Но ние нема само од историја да се фалиме. Дали ова слово е живо за тебе? Дали тоа слово живее во тебе? Тоа е вистинска благодарност. Тоа е вистинска благодарност кога тој ќе живее во мене. Браќи и сестри, живееме во време кога Сотоната се обидува се да релативизира. 2 млади девојки. Едната
верна христијанка, а другата тотално неверна, атеист. И ја поканува, ајде да отидеме да посетат еден убав водопад. Денот бил прекрасен, убав. И кога дошле таму, една убава гледка, како водата паѓа, и како тие ситни невидливи капки, сонцето ги прекршува и се формирала една прекрасна зуница, вино жито, божелак, како и да го нарекувате. И оваа девојка која што била атеист, почнала да вика, јас сум толку благодарна, толку сум благодарна. Слушајќи ја незината другарка, која што била христијанка, благодарна на кого? На кого? Благодарноста која што треба да биде упатена мора да има име и презиме. Чија држава де? Едноставно, таа девојка мислела дека природата е Бог. И мнозина денеска велат мајката земја, мајката природа и не знам што. Светото писмо вели дека ние сме дело Негово. Дека ние сме Негова творевина. И додека Светото писмо тоа го зборува, јас никако поинаку не можеме да верувам. Бог е наш створител. Браќи и сестри, колку сме ние благодарни. Уште во времето на Господ Исус Христос процентот на благодарноста бил многу мал. Ако сте го читали Светото писмо, ќе видите дека во една прилика кај Господ Исус Христос доаѓа 10 лепрозни луѓе. 10. Тие се исцелуват. Знаете колку луѓе се вратиле да му благодарат? Само еден. Процентот е 10%. Јас се плашам дека денеска дали и тој процент го имаме. Кога Бог се обреќа на еврејскиот народ, тој им пишува вака. Кога еден ден ќе влезете во ветената земја и кога ќе влезете во вашите убави домови и кога на вашите трпези ќе имате изобилство од храна, немојте да заборавите на мене и на моето име. Не поминало долго време. Пророкот Исаија ќе запише: лебот ми јадат, а не ми благодарат. И што е уште пострашно, Исаија ги запишува Божите зборови: волот го познава својот стопан, а мојот народ не ме познава мене. Затоа денес луѓето само се чудат да измислат од каде сме, од што сме. Од мајмуне сме биле, од мечка сме биле, од глисти сме биле, не знам од што сме веќе. Јас знам кој сум. Знам кој е мојот створител. Знам дека тој умре од љубов за мене и му благодарам за тоа. Тој е мојот створител. Јас не сум игра на случајноста. Не, едноставно. Уште пред да биде и било кој еден ден во мојот живот, Бог го знаеше секој ден од мојот живот, од твојот. Тој те познава по име. Пред да продолжам со тие погледи, сакам вашето внимание да го свртам. Еден човек, одејќи залутал низ пустината и 5 дена лутал, на лево, на десно, на горе, на доле, и по Божја милост завршил во една мисијска станица. Еве едно вакво место, каде што имало верни луѓе христијани. Му помогнале, му дале вода, му дале храна, се одморил 2 дена човекот, му се вратила силата и тој рекол: јас морам да одам во градот. Градот бил прилично далеку и пастерот таму на мисијската станица му рекол: пријателе, јас ќе ти го позајмам мојот коњ. Тој бил многу пати таму, ќе отидеш и ќе се вратиш, не е проблем. Но овој коњ е посебен. И сега може се прашувате, што може ли коњ да биде посебен? Вика, за да тргне коњот, треба да му кажеш алелуја. И коњот ќе почне да оди. Ако сакаш коњот да трча малку посилно, ќе кажеш алелуја, алелуја. И коњот ќе почне да трча. Ама за да застане, треба да му кажеш на коњот амин и тој ќе застане. Многу лесна работа. Алелуја, амин, алелуја, амин.
Човекот рекол, нема проблем, само да не одам пешки. Се качил на коњот и вика, алелуја, и коњот. Полека било и пошел човекот и вика, алелуја, алелуја, и почнал коњот во галоп да трча. Коњот трчи и човекот гледа, веќе почнал да се плаши и примител дека во далечината коњот трча кон една провалија. Леле, што да прави сега? Икиди кој беше другиот збор? Како беше, што да кажам? Се мисли и во сета збрка вика амин! И коњот на 2 метра застранувал. И човекот од благодарност повика алелуја! И коњот тркнал. Кога ќе кажете погрешен збор во криво време. Со поглед надвор нека бидеме благодарни. Ние можеме да дојдеме во Божјата присутност во секое време. Дали сме благодарни на Бога за се она што се случува околу нас. Може би ќе кажеме, немаме што да благодариме многу во нашата земја Македонија. Не е вистина. Јас ќе ви кажам, не е вистина. Сум видел многу домови кои што се многу далеко од пристоен живот. Сум јадел со секакви луѓе. Секакви луѓе биле во мојот дом, едноставно. Знаете што? Вистинската вредност твоја и моја. Не е дали си од оваа нација, од онаа нација, дали имаш такво палто или инако палто. Вистинската вредност твоја и моја е искажена само каде е? Преку крстот на Голгота. Таму е платена цената за секој еден од нас. И ако јас и ти не бидеме благодарни за она што Бог го направи на крстот, праведникот умре за нас грешните. Светата крв беше пролиена за нас, кои што, како што вели Светото писмо, сите ние залутавме како овци. Секој еден од нас тргна по својот собствен пат. И светот, ќе ми простите на изразот, е забеган до даска. Не знаат, како македонската песна, нели ние за нас македонци викат, не знаеш кој си, што си и од каде си. Не знаат. Затоа што бегат од својот створител. Затоа што бегат од својот создател. Не ли е жално? Бог не благословил со секакви различни производи. Вела, верата, религијата, но тоа е нешто застарено. Дали левот е застарен? Од памти век, Господ Исус ги учи своите апостоли. Лебот наш, насушен, дај не го и денес. Како да се молат за нас македонците? Без леб ние можеме ли да јадеме, браќи и сестри? Што викаше еден човек таму во моето село, вика, јас јадам леб и со баница. Видете, лебот не е застарен, а верата во Бог е застарена. Јас сум 40 години христијанин. 83-та година една девојка во мојот клас, која што беше верна, ми сведочише за Бог. Она убава, а јас млад и зелен. Зим-зелен мора. Зим-зелен мора. Да. Пиква зелена нефтица. Не бев заинтересиран за Бог. За неја, да. Ето е мојата жена. Да не мислите дека имах нека друга. Да, ми сведочи. Заедно учевме во средна школа во Скопје 83-та година, градежно завршивме, а после тоа бевме на факултет. Едноставно, кога Бог ќе направи промената, ќе бидеш благодарен за воздухот кој го дишаш, за водата која што имаме. Знаете, многу работи ние толку наивно ги сваќаме како на нас ни припаѓаат тие работи. Не. Зарем мислиме дека ние сме подобри од некои други? Или Западот мисли дека е попаметен и подобар, па затоа што уживаат во некои, имаат малку повеќе пари, ништо друго. Но со пари не можат да купат сон. Со пари не можат да купат мир. Едноставно, точно како што вели во Светото писмо, кога ќе викат мир, 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 а мир ќе нема. Зошто? Затоа што го отфрлија кнезот на мирот. Исус е тој кнез на мирот. И ако тој божествен мир, шалом, не го исполни некој срце, ќе има немир. Во времето кога јас поверував, еден наш македонец од тука, кој што бил главен на црквата, знаете уште во време на бивша Југославија,
водачите на црквите и тој е по потекло од Прилеп, но служел во Битола во црквата, го повикале на состанок во Белград. И таму ги повикувале нормално и владиците на православната црква, на католичката, на муслиманите, на протестантите, сите заедно. Слушал човекот се и знаете како во тој стар систем беше, вели човекот толку убаво зборуваше, ништо не го разбрав. Тоа беше колку повеќе глупости тропаш, толку подобар и попаметен си, не? И тој човек, од кога се завршило, отишол на ручек, седел и двајца млади луѓе, кажа, може да седнеме со вас, може, нема проблем. И го донеле јадењето, тој човек верен христијанин, цел живот служи во црквата, и е наведнал својата глава, и тие двајца го гледат и му викат, Чичко, и ти ли си еден од тие? Од кој? Тие со антени и со рогови? Од кој? Ние сакавме да градиме на општество без Бог. Не може. Не може. И тие му рекле, ние градиме општество, сами ќе успееме. Ние ќе градиме светла иднина за нашата младина. И јас бев во Кумровец пред неколку години и знаеме другарот Тито што викаше, народ кој има таква младина, се сеќава леко од старите. Не треба да се плашиме. Јас кажав, идите како треба да се плаши од својата иднина. Оваа година. На жалост, таа младина која што растеше во тоа време, во Србија, во Хрватска, во Босна, едноставно се искла помимо сега. Кога без Бог се гради нешто, не е искрено. Не бива. Темелот е крив. Темелот е крив. Тој човек едноставно им рекол, деца, знаете што? Јас дома, во Битола, таму, во предградието, имам две мали прасиња. И ако ќе им однесам јадење, ќе им го ставам и тие јадат директно. Не можат да зборат, ти ми кажеа фала. Со други зборови им кажал, и вие така, добивте јадење, не му кажавте фала на сознателно. Затоа што нашиот поглед кон надвор треба да бидеме за се што Бог ни дава. Сонцето зајде или земјата се сврти, како сакате, како милувате. И ние нормално утре го очекуваме нов ден, но кој ни гарантира дека сонцето повторно ќе го видиме? Еве што во врска со овој поглед запишал некој. Зошто треба да бидеме секогаш благодарни? Јас сум задоволен со мојата кола, се додека не излизам по улицата и додека не ме помине некој со некоја чудна убава кола. И тогаш моето срце почнува да чука. Имам проблем. Јас сум задоволен со мојата облека, се додека не отидам во некој нов мол и да ја видам новата есенска, пролетна, зимна колекција. Абе, браќи и сестри, 20 години беше обувам исто. Ако си личен си, нема да се пофалям на моја смрт. Јас сум задоволен со мојот дом. Се додека не сватам колку би бил да беше тој дом покрај некое море. И веројатно како старејам, сваќам вистината на старецот и морето, знаете, таа убава лектира што ја имавме. Јас сум задоволен со многу области во мојот живот. Се додека не го споредам мојот живот со животот на некои други кои наводно се поуспешни. Задоволен сум со она што го имам, додека не видам како некој друг има повеќе од мене. Знаете што? Еден мој тетин, се бајле баш во црквата во Неготино, кажав, често пати знаеше да пие. И тој, веројатно инспириран од тоа, еднаш каже една многу голема вистина, вели, цел живот трчам некако да бидам напред и никако да успеам. Се додека еден ден не се свртив и да бил, па колку имало зад мене? Па назад. Ако не си задоволен со она што го имаш сега во овој момент и трчаш по твоите желби, цел живот ќе бидеш незадоволен. Биди задоволен со она што го имаш сега во овој момент, а немој да патиш за она што го немаш. Ќе имаш само немир, ќе се фрустрираш и едноставно
може да си донесеш и некои проблеми во здравието. Многу често не го цениме тоа што го имаме, додека истото не го изгубиме. Дали мислите дека украинците се сега посретни отколку пред 5 години? Јас имам многу колеги таму. Студиравме во Хрватска. Барем 20-30 украинци со кои што студиравме. Со некои се слушаме до ден денес. Уништени домови, разделени фамилии, убиени браќа, сестри, раселени, не знаат на каде се. Па треба ли да зборуваме? Па ние сме го искусиле тоа едноставно. Наши дедовци, кои биле поделени, раштркани по цел свет и до ден денеска. Жално е тоа што се случува. Замислите, некои работи кои што се толку наивно ги сваќаме. Што би се случило дома и во еден момент струјата јас нема? Не работе правосмукалката. Не работе пералната. Не работи шпоретот, нема јадење, нема кафе, не работи фрижидерот. Едноставно, зависни сме 100% од ова што го гледаме. А толку нормално го сваќаме. Еднаш во зградата, ние живееме на 4-ти спрат, 2 дена немавме вода. Не функционираш. Немаш вода. Ама за тоа кога ќе дојде сметката, леле, илјадарка за вода. Илјадарка за вода. Смешки е тоа. 1 кило струмичка мастика е 750 денар, може би 800. Да, чак купе. А? Да, чак купе. Еј, среќен ке е. Сречен. И јас го разбирам за тоа што пред да поверувам во Исус Христос, знаете кога ќе изслушна некој? Вика, толку му се поминаваме. Така се убијаме 3 дена после главата не. Шо е среќата во тоа, јас не знам. Боли глава. Боли глава, не. Да треба и медицината од нешто постави. Чина пак се лечи. И сваќаме некои работи толку едноставно наивно. Знаете, како денешното човештво изгледа? Едно мало детенце стоело и некој човек поминал, ево, пак ќе го искористи. И зима на детето му дава еден портокал. Ова ти строг бъде. И оде кај мајка му и вика, еден чичко ми даде еден портокал. И мајката, а што му кажа ти на чичкото? Дали му се заблагодари? Не, вика, мамо. Кога ми го даде, вика, јас го зедов, го погледав чичкото, му кажав, кога ми го даваш портокалот, барем те излюби ми го. Тоа е денешното човештво. Ние не знаеме денеска како да искажеме благодарност. Треба да се научиме на основни вредности. Читам дека во скандинавските земји ги училе луѓето затоа што не се познават. Луѓето се оттугини едни од други. Ги учат сега преку кампањи да се поздравуват, да му кажат здраво, здраво. Тоа е сосема нормално. И да не го знаеш човекот каже му здраво. Но тамо едноставно не екзистира тоа. Секој си единка сам за себе. Браќа и сестри, колку само човекот денеска е неблагодарен. Нажалост, тоа Не да е е така, така. не е само таму, и тука е така. И тука е, ама фала Има на Бога. Видите, Бог е тој кој што направил нешто прекрасно. Бидејќи кога Бог го створи, ја створи земјата, вели и виде Бог и се беше добро. Постојат такви феноменални места, и додека го спремав ова, прочитав дека во Мексико, значи верувам дека авторот кој што тоа го запишал е вистина. Ако не е вистина, тогаш јас ви кажувам лажна вест. Дека на сосема кратко место и растојание, да речем, еден огромен извор со топла вода, да ти е милина да ја гледаш, на 30 метра на истото подрачје извор со ладна вода да ти е милина да ја пиеш. И многу туристи доаѓале да го видат тој феномен. И еден човек таму со камера снимал, гледал и неговиот поглед застанал кај една жена на таа топла вода, на тој извор таму таа перела нешто. И цело време нешто зборувала, и тој затоа што не знаел шпански не можел да ја разбере. Водичот кој што бил таму слушал и овој прашал што е проблемот со оваа жена? Зошто таа нешто зборува, не разбирам што зборува. И водичот рекол, оваа жена се нервира.
Рекол, а зошто се нервира? Па се нервира зошто во водата немало и прашок, прашок да не купува. И така е топла водата, нели? Ете, за колку бедни работи ние знаеме да си го губиме задоволството. Имаме ли ние благодарни срца? Лебот наш насушен, дай ни го и денес. И прости ни долговите наши. Но тука да е молитвата перфектни. Ама кога треба, како што и ние ги прощаваме на нашите должници, некој не одговара. Ако не опростиш, нема да ти биде опростено. Дај благодарност. Молете постојано, благодарете за се. Браќа и сестри, ние мораме да сватиме дека ние сме самите како единки немогли. Човек треба да биде навистина човек по срце. Еден човек, успешен писател, кој што знаел перфектно да пишува, јас сум од Моноспитово и таму писателот Киро Донев, тој стално постира на Фейсбук, пријатели сме и се гледа едноставно дека човекот работи со зборот. Многу убави мудрости запишува, многу убави примери, дава секој дневно, да ти е милина да ги читаш. И овој човек бил успешен, но во неговата канцеларија имала една чудна слика. А сликата била, еве сега, бидејќи тука нема нешто друго, но еве таму каде што е видеобимот, сликата била прикажана една желка како стои на високо место. Можете ли да замислите желка со собствени сили да се искачи на видеобимот? Тоа е невозможно. И сите го прашувале, зошто таа чудна слика? Да ме подсети. Секогаш, кога јас ќе напишам нешто добро, и ако мислам дека тоа е заради мојот личен интелект, заради мојот личен успех и да станам горд, да сватам дека јас сум таму горе, заради тоа што некој ме помогнал и ми дал мудрост и ми дал здрав разум. Мораме да се научиме на понизност. Мораме да се научиме. Всушност, еврејскиот збор за благодарност е ходаах. Ходаах, што е исто како и исповед. Исто како да си ја ставил довербата во Бог. Исто како да сватиш дека ти си зависен од Бог. Ние ништо не можеме сами. Ништо не можеме. Ајде да размислиме за некои обични работи со кои се среќаваме секој дневно, а за нас се демек толку големи проблеми. Плаќаме ли данок на државата? Тие што се вработени, државата не те питува. Тој кој што те вработил треба да даде не знам колку е, 50% на државата, тоа ќе може подобро знае. Не знам. 50%. Државата не те прашува. Одеш, купуваш во маркетот нешто, 5% данок, 18% данок, 19% данок. Едноставно од државата си го зима. Фала му на Бога, што колку и да е бедна, имаме некои средства за да можеме некои основни намирници да земеме. Тоа што понекогаш облеката ни станува тесна. Знаете што значи тоа? Значи имаме добро подготвена храна таму одзад. Ќе се најадеме и одеднаш кошулата станува тесна. Тоа што понекогаш прозорецот е извалкан и гледаш како рулетната не функционира и това е толку голем проблем. И наместо да го гледаш проблемот, благодари му на Бог што имаш топол дом. Тоа што понекогаш, сите ние кои сме шофери, еве јас живеам во зграда и возам од позади на паркинго и паркинго е полн. Па нема место. Ќе се изнервираш, нели? Ајде благодари на Бог што не си пешки тук си отишол до таму со кола. Значи имаш кола, па си видел. Ако немаш кола, нема да бараш паркинг место. Тоа што понекогаш смртта за струја ни изгледа многу висока. Фала му на Бога што можеме да ја платиме толку колку што можеме. Тоа што го слушам како некој мрмори, приговара и не дај Боже некого да го колне, тоа значи дека добро слушам. Сите верувам и вие и јас, додека беше ковидот, бидејќи живееме на главниот пат во Струмица, многу често слушавме. Секој ден сирени, болнички коли. Знаете што значи тоа? Јас сум здрав денеска. Можев да бидам јас тој еден да бидам во таа кола. Се случи на 2-3 пати да бидам во центарот во Струмица
и 23 луѓе пред мене да паднат. Луѓето бегаа, се плашеа. Јас се одев слободно. Не затоа што бев херој, затоа што знам дека го бев прележал, заедно со Горен Даниел и мојата сопруга, се вративме со ковид меѓу првите. Едноставно, нашиот живот е во Божји раце. Ако Бог сака да заминеме, ние може да се чуваме колку сакаме ќе заминеме. Жално е кога луѓе по улица паѓаат, нема кој да им помогне. Се плашеа луѓе, оправдано ќе речам. Знаете, сите веројатно и вие. Во зградата која ќе сретнах со некој комшија да скалате, комшо, как си? Да можеш у оградата да ќе влезеш. Помина и тоа чудо. Помина. Псалмот 103 едноставно не повикува: благословувај го Господа, душо моја, благословувај го неговото свето име и немој да заборавиш ниту едно од добрините кои што Бог ти ги дал. Колку добрини Бог ни направил, а ние често пати забораваме. Забораваме. Ние не знаеме што може животот да доноси. Треба ли да бидеме благодарни? Треба. Нашето трето дете се роди додека бевме студенти во Хрватска. Се роди премногу рано. 6 месеци. Лекарите рекава 95% е мртв. Хрватска е во време на војна. И ако преживее, може да биде како цвеќе. Во туѓа земја, чисто сам. Но имаше нешто убаво. Кога дојдов на факултетот, повеќе од 100 студенти беа на колена и молеа: Боже, заштити ги барбутови, помогни им сега. И Бог помогна и заштити, и навистина победата беше голема. Браќи и сестри, ние не сме свесни колку треба да бидеме благодарни. Кога ќе го слушнам некој кој ќе ми каже што мене Бог ми дал. 23 години јас посетував заводот за инвалиди. На почетокот како млад човек, мислев сега јас ќе ги охрабрам, ќе им давам смисол на животот, ќе бидат среќни. Не е тоа ни. Јас кога одев таму, наместо јас да ги охрабрам нив, тие мене ме охрабруваа. Кога ќе видите луѓе без раци, без нози, колку се среќни и се благодарни, и помеѓу нив имаме верни браќа и сестри, тогаш навистина сваќаш дека животот не е само на оваа земја. Има нешто многу поубаво. Ова е вистински случај, станува збор за едно дете кој име Давид, кој што е родено без никаков имун систем. Значи, може обичен грип да го фати, тоа ќе умре. И тоа живее во балон. 100%, значи, и воздухот се прочистува, храна, се што јаде, се е дезинфицирано 100% максимално. Нема допир со надворешниот свет. И го прашале: Давид, каква желба имаш? Што би сакал? Тој млад човек искажал една желба која што навистина срцето го прободува. Би сакал само еден ден да можам со боси нозе да одам по тревата и да ја фатам мојата мајка за рака и да се шепам. Ништо друго не сакам. За нас е тоа сосема нормално. А тоа е негов животен сон, животна желба. Браќа и сестри, ако сме благодарни во малку, ќе бидеме благодарни во многу. Да не мислиме и да патиме по она што го немаме, да му бидеме благодарни на Бог за она што денеска го имаме. Какви се нашите срца? Полни со благодарност или прашамо? Благословувај го Господа, душо моја, и не заборавај. Не заборавај. А Бог вели: јас нема да те заборавам. Јас нема да те оставам. Јас нема никогаш да те напуштам. Додека постои, од страна на Бог е ветено, додека постои небото и земјата, сеидбата и жетвата нема да престане. Таков е нашиот Бог. Тоа е Бог во кого што веруваме. И нека Господ не благослови, нека сета наша доверба ја ставиме во Неговите раце.
зашто тој ја заслужува и честа, и славата, и величието. Благодарам за крстот твој, ја пеевме песната. Миленикот Божи растнат беше за мене, кој што бев за никаде. Тој умре, уште додека јав бев грешен. Тоа е љубов. Таква е Божјата љубов. Љубовта секогаш прво ќе се потруди да даде. Љубов која што сака само да земе, тоа не е љубов. Не. Љубов мораш да дадеш. Како што Бог даде. Ќе го дадеме ли ние нашето срце? Ќе му кажеме ли фала ти, Боже, за лебот наш насушен. Фала ти за овој ден. Фала ти за ова прекрасно место во кое што можеме да дојдеме и да го проучуваме твојот жив збор. А овој збор е жив. Ние сме среќни што го имаме на наш македонски јазик. Нека Господ ве благослови, браќа и сестри. Нека на вистина мнозина од нашиот народ искрено да поверуваат во Исус Христос. Религија не ни треба. Ни треба личен однос со Бог. Кога Бог го промени моето срце, јас знам од каде тој ми избави. Да останев таму каде што бев. Да во мое време имаше толку казина и коцкарници, ќе бев како во рајот. Фално на Бога, што сега не се коцкам на несигурно. Јас знам во кого верувам. И знам дека тој има дом на небото за секој оној кој што ќе го прифати. Тоа е нашиот Бог. Дојди, земи, слави го, благодари му, пеј му, воскликнувај. Зошто? Зашто единствено тој е достоен. Амин. Амин.